Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, скопи кажени. Интензивна ноќна реконструкција на улицата Перо Наков во Газибаба, механизацијата работела и во вечерните часови со цел забрзување на градежните активности, информираше првиот човек на град Скопје Орце Ѓоргиевски. На терен ангажирале 3 гребалки истовремено, повеќе од 30 камиони и неколку багери, што велат представува досега невиден обем на работа за оваа делница. Реконструкцијата се одвива на потегот од булеварот Киро Глигоров до улицата Вера Радосавлевиќ. Станува збор за значајна сообраќајна артерија што секојдневно ја користат илјадници жители, која со години беше во лоша состојба и представуваше предизвик за безбедно одвивање на сообраќајот. Проектот опфаќа целост замена на асфалтните слоеви на површина од 11.050 квадратни метри, изградба на нови тротоари од двете страни на улицата, до изградба на атмосферската канализација, поставување современо улично осветлување и подземно поставување на операторските мрежи. Дополнително предвидени се џепови за паркирање и уредени позиции за контејнери. Со овие зафати се очекува значително подобрување на безбедноста и функционалноста на просторот, како и напредување на урбаната инфраструктура во овој дел од општината, вели Ѓоргиевски. Представници на општина Ѓорче Петров од 16 до 18 февруари учествуваа на партнерски состанок во Барселона во рамки на европскиот проект Urban Green Leap, финансиран преку програмата Euromed. На средбата присуствуваа представници од повеќе европски градови, меѓу кои Милано, Барселона, Целје, Вараждин, Загреб и Будва. Фокусот на дискусиите насочен кон иднината на урбаното планирање, развојот на зелената инфраструктура и креирањето на одржливи урбани политики. Овој проект има цел да овозможи размена на искуства и добри практики меѓу европските партнери, како и примена на современи решенија во локалните заедници. Преку вакви иницијативи општината се позиционира во рамки на европската политика за одржлив развој и зелена транзиција. Од општината посочуваат дека присуството, односно учеството во проектот ќе придонесе за подобрување на квалитетот на животната средина, отворање можност за нови инвестиции и унапредување на урбаното живење. Визијата, како што наведуваат, е јасна, зелена, модерна и европска општина. Општина Газибаба распиша јавен повик за субвенционирање на граѓаните за стерилизација на домашни миленици во 2026 година. Со мерката се покриваат 100% од трошоците за интервенцијата, но најмногу до 6.000 динари по миленик, куче или маче. Право на учество имаат жители на општината кои ќе достават комплетна документација и ќе ги исполнат предвидените услови. Согласно објавата, миленикот треба да биде регистриран и чипиран со валиден пасош. Дополнително стерилизацијата мора да биде извршена во регистрирана ветеринарна установа на територијата на општина Газибаба. Апликантите треба да приложат и доказ за извршена уплата. Барањата се поднесуваат во затворен плик во архивата на општината на улицата Архимедова број 2, секој работен ден од 7:30 до 16:30 часот. Од локалната самоуправа информираат дека целта на овој повик е да се поттикне одговорно сопствеништво и да се придонесе кон намалување на бројот на несакани напуштени животни на територијата на општината. 4 градилишта на територијата на општина Центар се казнети поради незаконско зафаќање на јавни површини со градежен шут и материјал, што представува опасност за движењето на пешаците и нормалното одвивање на сообраќајот, информираат од општината. Во рамки на редовните инспекцијски контроли, општинските инспектори изготвиле записници и издале прекршочни налози за градилишта на улиците Златко Шнајдер, 9 мај, Дебарца и Васил Стефановски. Паричните санкции за утврдените прекршоци се движат од 1300 до 1800 евра. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски истакна дека надзорите ќе продолжат со несмален интензитет. Редовно ја следиме состојбата на сите активни градилишта во општина Центар. Нулта толеранција ќе има за сите што ги прекршуваат законите и го нарушуваат јавниот простор, порача Герасимовски. Од општината додаваат дека инспекцијските контроли ќе продолжат како континуирана мерка за одржување на чист, безбеден и функционален урбан простор. Од Зелен хуман град предупредуваат дека веќе со месеци се зголемуваат објавите за изфрлање кучиња од други градови во Скопје. Паралелно со тоа, како што велат, се зголемуваат и немилите снимки од несакани интеракции меѓу животни и луѓе. Според иницијативата, постои ризик повторно да се креира вештачки проблем со носење кучиња од други средини, со што би се предизвикал немир и револт кај населението, потоа како решение да се понуди масовна еутаназија.
Подсетуваат на како што велат масовните труења на кучиња во минатото. Од оваа иницијатива бараат итно активирање на системот Безбеден град за откривање на сторителите што изфрлаат кучиња во главниот град, како и ригорозно и неселективно казнување на сите што ќе бидат фатени во вакви действија. Воедно апелираат до граѓаните доколку забележат изфрлање кучиња од возило да снимаат и фотографираат со јасно видливи регистарски таблици. Од Зелен хуман град посочуваат дека проблемот со бездомните животни нема да се реши со нивно убивање, туку со системски мерки, построги казни и зголемена одговорност кај собствениците на миленици. Таму е Скопје град мој љубав лише, што ми расцуте сни. Вечно ќе ја